Прва сесија во живот на патека. Дави, многу добро. Многу добро. Така малце паника додека ја видам патеката, кај што е, зашто е, ама отворено, без многу промашни кривини. Мислам не дека нешто беше страшно дори да промашам кривина. Беше ми беше чудно да возам без ретровизори, пошто нормално другите се побрзи од мене и цело ден беше страв да не му пресечам пат на некого, пошто не можев да ги држам идеалните патеки, идеалната линија, ама многу убаво. 2-3 пати закачив доле со нога, не сваќајќи колку ниско сум отишол. Како и да е, прво па сефте многу добро. Спремаме за второ излегување. Сега ставив и камера позади. Ќе видиме дали ќе успеам нешто да снимам или не. Ако многу навалувам у кривината, знаете, нема да ги пуштам снимките. Да не се паничат луѓе, сега да не викат тоа многу лесно било ова, да не си помислат. Да. Ползата за ручек завршена. Излезени се на патека побрзите од нас, нормално. 3 излегувања до сега, можам да кажам дека се позадоволен сум. Нормално се обидува човек да биде малце побрз, односно во кривина да биде малце побрз, на правеци не е толку многу фешта, барем мене не ми е фешта. На патека сме со класи, односно се вози во повеќе различни брзини. А ние сме во најспората, односно најотворената да речеме класа. Денеска, нормално баш сум и ја почетник, имаме еден куп други почетници. Буквално може да се најдат ретро мотори, стари, може да се најдат рейсинг мотори, 600-ки, 125-ки, 250-ки, јеларки, се живо и диво има. Малце е гужва пред последната сесија беше малце повеќе гужва пред ручек, ќе видиме како ќе биде сега. Како и да е, имам уште 2 сесии за возење. Искуството прво памашко, односно ме бендисува. Препорака во секој случај. Значи излегување на патека е битна работа, не за да возиш брзо, напротив, за да возиш во контролирана средина во која што се чувствуваш неспоредливо посигурен.
и да видиш колку може моторот, колку можеш ти да знаеш каде можеш имаш простор за корекција, каде имаш простор за повеќе, за помалку, како ти реагираат кочници на нагло кочење, на сериозно многу кочење, како треба да се поставиш во кривина, како имаш простор за колку имаш простор за корекција и така натаму. Колку држат гумите и слично. Немам намера и немам идеја дека ќе станам јас сега нешто тркач или ќе возам бог знае колку брзо. Идејата со доаѓање и возење на патека беше да стекнам едно ново искуство и да видам колку можам да научам да возам на овој начин. И буквално може многу да се научи да се вози, да се усоврши, да се подобри техниката на возење. Ако ништо друго, барем еднаш или два пати во годината, сериозна препорака. Направете го тоа, пробајте.